Ама едноставно, видите, една држава за да оди напред треба две работи да се решат. Да се уништи политичкиот, стопанскиот криминал, митото и корупцијата. До корен. И да се развие наврвна светска економија. Каде што ние ќе имаме вработување, нема младите, нема повозрасни луѓе да заминуваат од оваа држава. Да се креира политички систем, демократски и фер, да креираме, значи, избори, фер и демократски избори, а не ние во Македонија имаме криминален изборен закон, имаме криминален кривичен закон и што не, системо политички не е криминален. Владеат со Македонија имаат окупирано криминалци 34 години. Тоа ние демократи ќе направиме. Ќе земиме, се разбира, све од 91 до денес и натаму, да го испитаме потеклото на името, да испитаме криминалите на сите политичари што биле од 91 и све тоа да се расчисти една за секојаш да се одземи. Знаете колку милиарди се украдени во последни 34 години? Огромна сума на пари. Та треба да се врати кај народа, да се врати во државата, да се инвестира. Сега еден пример ќе ви кажам. Во Америка, председателот Доналд Трамп не е ни месец дена. Неговиот помошник Елан Маск, најбогатиот човек на свето, вели за ова кратко време направиле ревизија и како ги испуштаат државните работници, јавните, значи во јавните фирми, вела заштедивме милиарди долари. И предлагаат по 5000, пази, по 5000 долари да се дада на секој граѓанин во Америка. Замисли колку пари се трошеле во Америка, не викам краделе, се трошеле непотребно. А кај нас се крадат? Па ако почнеме од 91 да ги враќаме сите пари што се украдени, ние ќе видиме богата држава. Тоа е број еден. Што се случува сега во моментот, тоа сакаме да го направиме. Да донесиме, како што спомнав, правичен кривичен законник, да го промениме криминалниот изборен законник, да биде фер и демократски, да воведеме една изборна единица со отворени листи, без праг, а не велат тие, ајде ќе имаме една изборна единица и 5%, пример, 50.000, ако не добиеш гласови, ти не можеш да добиеш ни еден пратеник. Што е тоа? Ајде ќе воведиме една изборна единица, 50.000. И се понови партии што се, од кај ќе добијат 50.000 гласови? Партијата зема време да ја развиеш. Некојаш зема година, се извинувам, деценија, 2 децении. Не можеш ти партија да развиеш за 2-3 години. Ова што го гледаме со некои партии сега што добија пратеници, па тие партии не се партии, бе, тие се кловнови од СДС и ДУИ. Зедоe нивни гласачи се префрлија кај нив и добија пратеници. Господин Јорго, спомнавте инвестиции. Наш поранешен пример Зоран Заев кажа дека во Македонија ќе дојде Формула 1 дека ќе прави стаза. Но тоа не видовме ништо. Дали е можно, дали во Македонија некогаш да имаме стаза на Формула 1, например? Да се развие туризмот во овој правец? Стаза. Нас не ни треба стаза Формула, нема тоа да не извади од овие проблеми. Нас треба да го развиваме туризмот. И што Заев кажал се изложил. Значи, како Заев ги имаш илјадници во Македонија. Еве сега пример ќе кажам со премиерот Мицковски. Човекот не знам што проблем има. Се сеќавам кога се направи договорот со Бехтел и Енка, уште од првиот ден почна да вришти дека договорот бил криминал. Со тоа не само, кажувам и пак ја кажам, не само тоа што ги обвини нашите политичари, туку овие се две компании кои што се од Турција и од Америка, кои што се големи компании, градат по цел свет, дека се криминал.
На прашање слушам пред еден месец-два од еден новинар, добро премиере, па вие рековте тогаш дека овие се криминални договори, значи тоа значи и штом се криминални, и Бектеленка се криминалци, и власта тогаш на ДУИ и СДС, зошто вие го прифативте договорот? Неговиот одговор беше, јас го прифатив договорот дека ако не го прифатам, ако го прекинам договорот, стотици милиони, огромна сума на пари, милиони евра ќе плаќаме. А јас сега да му одговорам на премиерот наш, што го лажеше тоаш народот, што вриштеше цело време. Нормално тоа му беа поени за да добие поени, за да добие гласови. Ево откри криминален го штити, криминален договор го штити граѓанин од Македонија, од Бектеленка и од СДС и да помене кои што беа на власт, да му одговорам. Ако договорот стварно беше криминал, не бранам никого. Ако беше стварно на суд ќе соди и ќе се докажи, тогаш Бектеленка и овие политички криминални злосторнички здруженија на ДУИ и СДС и се разбира тие политичари криминалци, ќе си плаќа огромни пенали, поточно ќе влезеа во буџетот на Македонија стотици милиони евра. Така да кај нас да не му веруваме на ниеден политичар. За жал Заев, Мицко, Грујо, Бранко, па Таче, Маче, не знам ни како се вика тој повеќе, се го снема од сцената, тоа се све тешки манипуланти и лашковци.